Како велат постарите, направи добро парче музика и ќе се слуша. А оние што се слушаат дефинитивно се безвременски хитови. Но што правиме кога еден таков безвременски хит ќе го споиме со нов модерен звук или електромузика? Зборувам за најновата изработка на песната Твоите очи леномори или како што тие крстија Севда, двајцата момци Андреј и Бојан од Сирилик направија ремек дело, па токму по тој повод ова утро го поминуваат со мене заедно во еден од најубавите ресторани Еквилибриум. Андреј, Бојан, честитки најпрво за одличната преработка на Севда и како се чувствувате ова утро, дали сте прво наспани, сакам да ве прашам. Добро утро, Петце. Фала за честитките. Добро се чувствуваме, полунаспано, пошто таква ни работата, не сме секогаш наспани ние. Да, ви благодариме пред се на поканата. Па да, добри сме. Ова утро ни стававме така порано, не како повеќе што станува многу полесна, поради тоа што работата нас ни е многу полесна. Така да ви благодариме што на поканата. Прашав дали сте наспани само поради тоа, знам си продуцирате музика и едноставно музичарите си спијат до покасно, а работат секако до па можеби 5 часот наутро. Ајде сега, за Севда сакам да слушам буквално се, а најпрво како идејата и зошто токму ова преубава македонска песна да се спои со еден електромомент? Епа, како ние сме големи обожаватели на нашата етно-народна музика и сакавме да дадеме на почит на нашата етномузика со тоа што сакавме да направиме едно долго време комбинација на етномузиката со некои наши електронски примеси, но сакавме тоа да го направиме на правилен начин. И долго време го работевме овој проект и не бевме сигурни дали треба да го издадеме, но онака направивме еден ризичен чекор и публиката моментално го прифаќа многу добро. И за тоа сме многу горди. Тоа сакам да ве прашам, еден етномелос дополнителен со електромомент. Како е прифатен од публиката, реакции? Еве, после 5 дена веќе брои песната над 50.000 прегледи. Да, предходно немавме слушнато ваков мелос, односно етномузика со електронски примеси. Рековме ние да направиме таква песна да видиме што ќе се случи и уствари свативме дека тоа фалело на нашата естрада, на слушателите на електронска музика. До премногу позитивни коментари, премногу сме изненадени од тоа како е прифатена оваа песна. Мислам дека направивме прав чекор што ја извадивме Севда ваква како што е во овој стил. Да, бек вокалите се спеани од Наташа Малинкова. Која е девојката сега во спотот, бидејќи е преубава и ме интересира каде е сниман самиот спот? Вокалите се на Наташа Малинкова. Да, во вокалите. Да, а девојката е Марија Давчевска, девојката е од Скопје, е преубава, ние се заљубивме во нејзините очи и затоа е уствари таа во спотот. Баравме девојка што ќе има светли очи, ја одбравме Марија и мислам дека баш онака е отсликалена како ние што имаме во главата замислено. Спотот е сниман во околината на Прилеп, односно на манастирот Трескавец и на Прилепското езеро и во една куќа што е во градот. Така да на тие три локации сниман спотот. Екипата што го снимаше, поздрав до цела екипа, односно до Зоран Зонде со двајцата дечки што снимаа со него што му помагаа. Поздрав до нашата продукција Sky Entertainment, поздрав до брат ми. Фала ти. Да. И мислам дека добра работа завршивме. Мислам луѓето кажуваат тоа што го мислат и имаме многу позитивни коментари, мислам дека стварно добро сме направиле. Што ги добиваме, мислам дека направивме многу добар проект. Така. Андреј, верувам дека ќе се согласиш со мене за Сирилик, ова е еден нов момент, можеби нова страница што ја започнувате. Јас би кажал дека со еден ваков тип на работа дефинитивно се враќа вредноста на самите македонски традиционални песни, па дали можеби ова правецот кој што ќе го продолжите да го чекорите? Па да ти кажам искрено дека доста долго време размислувавме дали ќе биде овој правец што сакаме да го продолжиме и уште размислуваме, така да не можам да бидам сигурен дали ќе продолжиме во тој правец, но спрема коментарите што ги добиваме и спрема тоа како оди гледаноста на YouTube и се до тоа, па можеби да се случи таков момент каде што правиме ние онака посебна насока на нашата музика, каде што даваме посебна почит на изворното македонско и она етно што сите го чувствуваме во себе.
Така и самата преработка на песните на Nextame и IQ направија сега вие некако како нов тренд да се случува и барем мене ми е мило, верувам дека и на македонскиот народ, бидејќи како што кажавме се добива вредност на самата музика. Знаете ли што заборев да ви честитам нова година, празници, се уште сме тука околу нова година, да. Сакам да ве прашам за 2019, една од најуспешните години дефинитивно за вас, полна со настапи. Да. 2019 ни беше една од најдобрите години во нашата кариера, така да мислам дека имаме многу хайлайтс што можеме да ги извадиме од 2019 и да ги кажеме и да ги споделиме со луѓето, така да имаше премногу настапи, преку 120 настапи имавме за 2019, така да мислам тоа е 120 непреспиени ноќи. Така? Да, и тоа веќе исто да се случува последните неколку години. Така да сега за 2020 имаме огромни планови заедно со нашата продукција Sky. Значи сакаме сега во февруари да направиме една мини европска турнеја, да речам. Во февруари имаме 2 настапи во Рим. Исто така имаме закажано настапи во Лондон и во Германија, што ќе бидат наскоро објавени, така да имаме стварно големи планови и работиме на многу наша музика, што би требало да излегува во наредниот период до пред лето. Да, околу ова сакав да прашам како е прифатена вашата музика во Македонија и како е прифатена надвор, бидејќи малку и свеста за оваа музика, бидејќи има многу фестивали надвор од Македонија, е малце повеќе прифатена. Па да, значи во Македонија нашата музика, на Сирилик музиката е доста добро прифатена, како што и самиот знаеш. Да. И сме премногу задоволни, значи многу ни кефшува тоа така. За надвор, песните што ги правиме на англиски се исто така доста добро прифатени, со многу views, така што мислам дека баш сега во 2020 е време да излеземе некако Сирилик надвор од Македонија, да го покажеме тоа што го знаеме и што го покажуваме веќе долго време тука. Дефинитивно 2020 година нека биде ваша. Сега сакам да ме прашам дали може би имате Бојан желба со некој македонски артист да соработувате, ама она дует да се направи за 2020 година. Иако да, кој? Да, па од секогаш сме имале желба, сме го почитували, сме го сакале Кирил Джаковски, така да не знам како би се споиле, ама сигурно би нашли некој заеднички стил, така да мислам дека Кирил Джаковски е човекот што би го избрал за соработка. Да, но мене ме интересира, бидејќи сега сакате да експериментирате, дали можеби ќе чуеме нешто со Евто Пупиновски на пример или Миле Кузмановски или можеби трап стил нешто ќе слушнеме. Мислам дека доста не сме размислувале на тоа како што ти спомнав претходно. Се уште не сме сигурни дали ќе останеме на овој стил кој што направивме Севда, но појма нема, можеби со некој од тие наши некои бендови што свират изворна етно музика направи некоја колаборација, кој знае. Види, Евто не е лош пејач. Евто е одличен пејач. Мене многу би ме интересирало да слушнам, не, секако, туѓа си бескрајно, на пример во еден ваш стил. Поздрав до Евто. Да, сакам како за крај да ве прашам, си кажавте секако планови, но може би ли нешто во блиска иднина да ни најавите некој голем проект покрај Севда, бидејќи Севда верувам дека ќе ви отвори многу врати. Да, моментално работиме премногу на продукција, имаме некаде околу 6-7. Да, околу 6-7 траки, да, што планираме претходните траки да ги споиме во еден албум, планираме нов албум, тоест работиме на тоа, работиме и на музика што ќе биде прифатена од цел свет, така да имаме многу работи што не можам искрено да ви ги откриам, ама работиме. Значи не седиме и не чекаме да видиме што ќе се случи само со Севда, тука автоматски се случуваат и други работи и работиме цел. Дефинитивно тоа е рецептот за успех. Сега уште едно прашање, доаѓа летото, а летниот период, потоплиот период е време на фестивали, време каде што вие доминирате. Сакам да ме прашам дали можеби летото ќе видиме еден концерт ваш. Кај пејачите соло концерт, не знам кај вас како би се нарекол. Па како соло настап, да речеме, како така. соло журка, да речеме, немаме ништо испланирано се уште, но се надевам дека ќе видиме дел од сите големи настани во Македонија, како што бевме и претходната година. Така. Момци ви посакувам многу среќа, успех во 2020-та, добро утро секој утро на Алфа, дефинитивно ќе биде секогаш тука за вас. Да, фала многу, фала ви на поканата, баш ми беше драго што го пиеме кафето заедно, така да се гледаме валјда за некоја следна нова песна што ќе извадиме. Сега, фала ви на поканата. Сега, драги гледачи, предлагам да слушнеме Севда за која разговаравме ово утро и да уживаме во еден етно-мелосна дополнет со електромоментна музика. Уживајте.
Take